Започнува актуелна тера. Еве ги настаните на денот. Стапката на семејно насилство највисока во Битола покажа статистиката на МВР. Нови цени на бензините. Закажани, а нереализирани 29.000 прегледи во мој термин. Македонско да и на јапонски. Бензинот поевтинува, дизелот поскапува. Нови цени на нафтените деривати. Според најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, од полноќ бензините поевтинуваат за динари половина, додека дизелот поскапува за половина динар. Па така Евросуперот од 95 и 98 октани ќе се продава по цена од 78,50, односно 80 денари. Цената на евродизелот пак ќе се продава по цена од 67,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 56 денари за литар. Цените стапуваат на сила вечерва на полноќ и ќе важат следните 2 седмици. Битола претничи во семејно насилство според извештајот на Министерството за внатрешни работи. Маја Богоевска. Стапката на семејно насилство е највисока на подрачје на секторите за внатрешни работи во Битола и во Штип, а најниска на подрачје на истите органи во Тетово и во Скопје, при што е забележано намалување на сите три параметри, односно кривични дела, прекршоци и поплаки на териториите на Охрид и Куманово, покажува статистиката за првите 6 месеци од годинава, што ја презентираше Министерството за внатрешни работи. Пораст на кривичните дела сторени при семејно насилство е забележан за 16,1%, како и на поплаките за семејно насилство за 3,4%, но и значително намалување на прекршоците извршени меѓу членови на семејство за 46,2%, како резултат на се посоодветното третирање на семејното насилство од страна на полицијата, односно кривично санкционирање на оваа појава, истакнуваат од МВР. Во првото полугодие од 2014 година на подрачјето на Македонија се регистрирани 389 кривични дела сторени при семејно насилство, што представува зголемување од 16,1% во однос на истиот период минатата година, кога беа регистрирани 335 кривични дела. За разлика од кривичните дела, прекршоците оваа полугодие бележат големо намалување од 46,2%, односно регистрирани се 152 наспроти ланските 283 прекршоци извршени помеѓу членови на потесното семејство. Минимално зголемување од 3,4% е забележано кај поплаките поднесени од лица против членови на нивните семејства, така што нивниот број ова полугодие изнесува 2120 во однос на 2050 од првите 6 месеци од 2013 година. Анализирајќи ги состојбите по сектори, се заклучува дека зголемувањето е резултат на порастот на кривичните дела, кој е најевидентно во СВР Тетово за 93%, потоа СВР Штип за 50% и СВР Скопје за 24,4%, додека на останатите сектори не се регистрирани поголеми разлики. Зголемувањето на кривични дела се должи на порастот на делата телесна повреда за 25,6%. Забележителното намалување на прекршоците извршени меѓу членови на семејството се должи на се поадекватното третирање на семејното насилство, односно полициските службеници построго го санкционираат семејното насилство. Од прекршоците повеќе од половина се регистрирани на подрачје на СВР Скопје, на останатите подрачја се регистрирани од 2 до 28 прекршоци, додека во СВР Битола не е регистриран ниту еден прекршок. Во анализираниот период се извршени 389 кривични дела, од кои најголем број се 67% телесни повреди и 30% загрозување на сигурноста. Останатите кривични дела се по 2 убиства и противправни лишувања од слобода и по 4 тешки телесни повреди и принуди. Како сторители на кривични дела во 93% од случаите се јавуваат лица од машки пол, а поделбата според роднинските врски укажува дека во 43% од случаите сторител е сопругот, а во 9% тоа е вонбрачен сопруг. Поранешните сопрузи со 7% учествуваат во овие кривични дела. Татковците во 4% случаи се пријавени, а синовите во 19%. Мајките со 1%, како и ќерките, се јавуваат како сторители на вакво дело, додека застапени се сопругите со 2%. Што се однесува до прекршоците, најголемиот дел се сторени на подрачјето на СВР Скопје 56,5%, додека на подрачјето на останатите сектори учеството е 2% на подрачје на СВР Охрид, па до 19% на подрачје на СВР Штип. Во СВР Битола не е регистриран ниту еден прекршок.
Во однос на прекршоците сторени меѓу членови на семејство, намалувањето се должи на прекршокот малтретирање на друг во стан, кој бележи драстично намалување за 41,5%, но намалени се и другите видови прекршоци. Овие прекршоци во 94% од случаите ги извршиле лица од машки пол, и тоа најчесто сопрузи и синови, исто како и кај кривичните дела. Во 26 случаи сторителите биле под дејство на алкохол, во 19 при психичко растројство и во еден случај при уживање дрога, при што сторителите најчесто физички или вербално ги напаѓале своите најблиски. Бројот на поднесените поплаки е незначително зголемен за 3,4%, најголем број се регистрирани на подрачје на СВР Скопје. При тоа најголем број од поплаките е и поради психичко малтретирање на жртвата, 1641, потоа 388 се заради физичко малтретирање и 91 поплака е поднесена поради тоа што сторителот ја малтретирал жртвата од економски побуди. Во СВР Битола се поднесени 326 поплаки во првото полугодие на 2014 година. Нови кражби на регистарски ознаки од возила на македонски туристи во Грција. Маја Богоевска. Во текот на вчерашниот ден на граничните премини Богородица и Меджитлија пријавени се 5 кражби на регистарски ознаки од возила на македонски туристи, соопшти Министерството за внатрешни работи на нивната интернет страна. На граничниот премин Богородица пријавено е дека на патничко моторно возило Рено со скопски регистарски ознаки, управувано од КЕ во туристичкото место Олимпик Бич, уградени и се двете регистарски ознаки. На истиот граничен премин пријавено е дека на патничко моторно возило Опел со велешки регистарски ознаки, управувано од страна на лицето КТ во туристичкото место Катерини Паралија. Украдени му се исто така двете регистарски ознаки. На граничниот премин Меджитлија, кражба на регистарски ознаки пријавиле ЛРА од Битола кој управувал патничко моторно возило марка Пасат со скопски регистарски ознаки, а летувал во местото Паралија. МЈ од Ресен кој управувал патничко моторно возило марка Опел Астра со охридски регистарски ознаки, а летувал во местото Олимпик Бич, и ВД од Охрид кој управувал патничко моторно возило марка Опел Астра со охридски регистарски ознаки, а летувала исто така во местото Олимпик Бич. Сите 5 случаи се пријавени во грчката полиција. Исто така на граничниот премин Меджитлија на 27 јули пријавено е оштетување од страна на лицето ИК која управувала патничко моторно возило марка Volkswagen Scirocco со битолски регистарски ознаки. Имено на двете регистарски таблички им бил оштетен кодот МК, прекриен со црн спреј, а на самото возило имало и оштетување со црн спреј на предниот дел од возилото на хаубата и на задниот дел, поточно на вратата од гепекот со надпис Слав. Настанот се случил во туристичкото место Лептокарија, за истиот е известена и грчката полиција, но не е добиен записник. Инако, како што предходно МВР информираше јавноста, годинава во 2 наврати беа регистрирани оштетување на возила и кражби на регистарски таблици на македонски граѓани, така што досега бројот на оштетени возила и регистарски ознаки достигна до 3, а украдени се регистарски таблички вкупно од 7 возила на македонски туристи. При полициската операција Марина во ноќниот клуб Санремо во Црногорскиот туристички центар Будва биле уапсени Макро, менаџер на локалот, соработници, неколку проститутки и клиенти. Кога полицијата ја спроведувала рацијата во Санремо, клубот бил пун со гости. Во преземјето имало мала сцена на која девојка танцувала стриптиз. Девојките се изнајмувале од 1 час до цела ноќ со цена од 200 до 500 евра за клиента, за цела ноќ и поскапо, зависно од клиентот и неговите специфични потреби. Во Црна Гора со години е активна елитна проституција, кога гостите кои имаат пари, а и јахти доаѓаат таму и бараат услуги од елитни проститутки кои немаат многу клиенти и не се потрошени, а се избираат од редот на студентки, фотомодели и манекенки од регионот, кои во секојдневниот живот не се занимаваат редовно со таа професија, туку за надомест од 1000 евра па нагоре за еден ден одработуваат со клиентот, а откако ќе одработат 20 до 30 клиенти во текот на летото, се враќаат назад во својот град на својата редовна професија, се враќаат како ништо да не се случило. Според црногорската полиција, веќе со години меѓу најбараните се 2 девојки од Скопје и една од Битола, од кои едната доаѓа повремено во Црна Гора на повик како службено патување за сосема поинакви бизнис цели. Министерството за надворешни работи соопштува дека во врска со случајот на амбасадорот Фуад Хасановик во Доха, Катар, утврдени биле неправилности во неговата работа и дека тој по внатрешната ревизија бил повикан на консултации во јуни и јули годинава.
МНР вели дека Хасановиќ бил задолжен да го врати износот на средствата во целост околу $50,000 и дека во тек е правна постапка за нанесената штета во рамки на која се поднесува пријава до надлежните институции. Денеска во ректорската управа на Битолскиот универзитет беше подпишан договор за соработка меѓу универзитетот со неколку своји членки и германската компанија Кромберг и Шуберт. Согласно со нашата програма за работа, денес реализираме една од тие предвидени активности, а тоа е подпишување на договор за соработка со познатата компанија Кромберг и Шуберт, со која што имаме подолго време соработка, меѓутоа денес ја официализираме со посебен договор. Договорот е напишан на македонски и на англиски јазик и дава една широка рамка за соработката меѓу универзитетот и одредени членки на универзитетот и компанијата Кромберг и Шуберт. Таму се предвидени повеќе активности, меѓу кои можностите нашите студенти да стекнуваат таму одредени практични сознанија, соработка и на поле на истражување и разни други форми на соработка, обуки и така натаму. И во таа смисла денес за нас е навистина еден важен ден, бидејќи оваа компанија, како што знаете, е една од најголемите кои што се дојдени тука во во индустријската зона Жабени и која што постојано го проширува своето производство. Оние кои што биле таму знаат дека таа е еден пример на современа фабрика во која што по највисоки стандарди се произведуваат делови, посебно електроника за автомобили, колку што знам беа тука за Ауди, имаше за Мини Морис, сега мислам дека ќе се прошири тоа и за други видови автомобили. Бидејќи имаме во рамките на нашиот универзитет ние и технички факултет, кој што директно има студиски програми кои кореспондираат со работата на компанијата, ние навистина сметаме дека ќе можеме како универзитет да дадеме придонес и во развојот на компанијата, пошироко и на градот, но исто така дека ќе има и фидбек, односно повратно влијание од тие активности, таа соработка на нашиот универзитет, на студентите кои што ги имаме и на нивните компетенции. Матурантите денеска го полагаат првиот екстерен предмет од августовскиот испитен рок за државна матура мајчин јазик, македонски, албански јазик или турски и литература. Во августовскиот испитен рок ќе полагаат 3647 ученици од завршените години од средните училишта кои од оправдани причини не полагале државна матура во јунскиот испитен рок и ученици кои не успеале да положат некој предмет во јуни. Од оваа учебна година државната матура учениците ја полагаат според новиот концепт 1+3, односно се полагаат 3 екстерни и 1 интерен предмет. Во августовскиот испитен рок учениците од завршените години кои избрале странски јазик ќе полагаат на 13 август. На 14 август се полага математика, основно и напредно ниво, естетика и филозофија и на 16 август хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Интерните предмети матурантите ќе ги полагаат од 19 до 23 август, додека презентацијата и одбраната на проектната задача ќе се спроведе од 19 до 22 август. Државната матура во август ќе се реализира во 21 училиште во цела држава, а распоредот на учениците во кое училиште ќе полагаат е објавен на веб страницата на Државниот испитен центар matura.gov.mk, како и во јунскиот рок и сега сите испити почнуваат во 10 часот. Прелиминарните резултати од државната матура ќе бидат достапни најдоцна 30 дена од полагањето на последниот екстерен испит. Учениците кои нема да бидат задоволни од добиената оценка по некој предмет имаат право на приговор кој треба да се достави до училиштето. По завршувањето на процесот на преговори ќе бидат објавени конечните резултати од државната матура од августовскиот испитен рок. Според статистиката на Министерството за здравство, вкупниот број на упати за кои пациенти не дошле на преглед минатиот месец изнесува 29.000.
Вкупно 29.000 пациенти кои имале закажано специјалистички или друг преглед преку можноста Мој термин не се појавиле во закажаното време во текот на изминатиот месец јули, истакна на пресконференцијата проект менаџерот на Националниот систем за закажување прегледи Мој термин Милан Аризанковски. Тој ги повика граѓаните кои не можат да се појават во закажаниот термин да го откажат преку бесплатниот телефонски број, преку СМС порака или преку нивните матични лекари. Например, 74 годишна жена од Струмица дури 27 пати не дошла на закажаните термини, истакна Аризанковски. Пациент на 54 годишна возраст од Јегуновце не дошол на 27 закажани термини. Последниот термин на кој не се појавил бил резервиран на 7 август. Пациент на 52 годишна возраст од Радуша од општина Сари пак не дошол на вкупно 25 закажани термини. Еве што ќе гледате во приложение. Месечината вчера најсјајна, но и најблиску до земјата. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во Македонија денеска ќе биде сончево и топло, ќе дува слаб северен и северозападен ветер, а во западните делови ќе дува и слаб североисточен ветер. Министерот за одбрана Јолевски денеска ќе ја посети Војната академија да се информира за току-што завршениот конкурс за прием на студенти и питомци на прв циклус на студии. Закажаниот термин во здравствените установи во јули не го искористиле 29.000 пациенти, информираше вчера Милан Аризанковски, проект менаџер на Националниот систем за закажување прегледи Мој термин. Турската владеачка партија ги почна разговорите за изгледот на идната влада откако премиерот Реџеп Тајип Ердоган си обезбеди место во историјата победувајќи на првите директни избори за председател. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун го поздрави новиот 3-дневен прекин на огнот во појасот Газа. Во Јапонија десетина луѓе загинале, а стотина беа повредени во ударот на тајфунот Халон, кој денеска се движел кон руските брегови на Пацификот. Дали спортските настани стануваат небезбедни места? Ова беше минато неделното анкетно прашање. Еве ги вашите одговори. Да, сметаат 75%, а не 25%. На tera.mk имате ново анкетно прашање, пред малку го видовте, посетите ја страната и гласајте. Ако ви кажам да, со цел да ви потврдам нешто, тогаш знаете дека и во Северна Јапонија да е едноставно да на јапонски. Дојде во Битола да ни го покаже танцот Нишимонаи Бодори. Стар само 700 години и е еден од најмладите во Јапонија, а неговото потекло е од местото Акита. И сигурно додека го слушате прилогов ништо не ви е јасно, ама таму и овде имаме иста афирмација. そこの方言でこちらの言葉と同じようにだんだ Во мојот роден крај, кога ќе кажеме на наш акцент да, иначе на јапонски се вели со, не да, само кај нив се вели да, значи исто како и кај вас, да, така е, со, така е. Се изненади. 世界は狭いなと思いました。 Навистина, светот е тесен. Како ви, мал. И не знаат нас. Знаат за големиот Александар, ама не и за Александар Македонски. Ја знаат и мајка Тереза, ама не и тоа од каде доаѓа таа. Како и секој пат со малку мистерија, како се вели, каде
тие късметот на кој му работи, може би ми работел во правото време на правото место и судбината ме нанесе во Јапонија. Во тој момент ние бевме само тројца. На кого и да му кажев за Македонија, сите ме гледа и прашуваат во Африка, во Америка. Мислам, мене лоцираја на сите места на мапата, освен таму каде што навистина се наоѓаме. А имаме толку богата култура, толку долга историја, толку вредни нешта со кои што можеме да се гордееме. Од Александар Македонски, за кој што, иако, пошто тие го викаат големиот Александар, значи не го остават зборот македонски да знаат за македонски, и мајка Тереза. Се погоди во времето, во првите години кога бев јас, да се направи филмот за Александар Македонски и за мајка Тереза, и меѓу моите пријатели со кои што комунициравме на таа тема, пошто тогаш беше популарен и филмот, почнав да добивам покани да ја презентирам Македонија во различни општини низ Токио. Ни дадоа и совет како да излеземе од анонимност во нивниот свет. はい、マケドニアのことを知らせるためにはそうですね、やはり日本の Јас се изненадив дека една толку убава земја со толку богата култура нам ни е толку многу непозната. Што би рекла, што би било најдобра техника да се превземи за вашата земја да стане попозната кај нас, е директно да ја нападнете нашата влада во канцелариите одговорни за турист. Следно, напад по напад. Јас ќе ви стојам на располагање и ќе направам се што е во рамките на мојата можност. 日本人の方もいると思いますので、その方たちにもこちらの国のことを伝えていくのはよろしいかと思います。 Историјата, културата, традицијата, природата и секако органската храна е нешто што најмногу го бараат јапонците како народ, а ние го имаме во изобилство. Месечината вчера се најде на точката најблиску до земјата, која е наречено Перигеј. Наредниот пат кога месечината ќе блесне со целата своја убавина и на 9 септември годинава. Маја Богоевска. Вчера на небото имаше ретка можност да се ужива во прекрасната гледка на така наречената супермесечина, како и метеорскиот дожд Персеиди. Лондонски телеграф јави дека Персеидите вчера се поклопија со супермесечината, што е еден од најисчекуваните настани во астрономскиот календар. Месечината се представи во своето најголемо и најблескаво издание последните 20 години, затоа што беше полна, но се најде и на точката каде е најблиску до земјата, Перигеј, на само 356.955 километри, во однос на просечните 384.400 километри. Метеорскиот дожд Персеиди денес и утре ќе го достигне својот максимум, а се очекува во одредени моменти покрај земјата да поминуваат и вистински огнени топки, посветли од Јупитер и Венера, што на небото ќе направи неверојатна гледка. Супермесечината е релативно честа појава, се случува во просек на секои 13 месеци и 18 дена, а ова лето ќе се случи 3 пати. Првиот пат беше на 12 јули, а месечината ќе блесне во целата своја убавина уште еднаш на 9 септември. Сепак вчерашниот феномен е посебен затоа што нашиот природен сателит беше најблиску до земјата. Само неколку минути откако стигна во Перигеј, месечината ја покажа целата своја осветлена страна. Феномен што ќе се случи повторно дури во 2034 година. Кога е во Перигеј, месечината е 14% поголема и 30% посјајна од останатите периоди на полна месечина. Пребарувачот Google му ја посвети својата насловна страна на Персеидите, а многу луѓе од сите страни на светот не ја испуштија приликата да го овековечат моментот на супермесечина.
Еве што друго се случува во светот. Победа на Ердоган, почеток на трката за нова влада во Турција. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Марга Сол настапи во Битола. Документарно везење на балканска турнеја. Суши ресторан и во нашиот град. Нови уписи во Академија Кармен Ексклузив. Победата на Ердоган, почеток на трката за нова влада. Турската владеачка партија ги почна разговорите за изгледот на идната влада откако премиерот Реджеп Таип Ердоган си обезбеди место во историјата победувајќи на првите директни избори за претседател. Успехот на Ердоган според неговите опоненти само ќе доведе до зацврстување на авторитарната власт во Турција. Во наредните недели Реджеп Таип Ердоган за последен пат ќе заседава на состаноците на владеачката партија на правдата и развојот што ја формира. Тој ќе надгледува селекцијата на новиот партиски лидер, најверојатно негов верен соработник, кој всушност би бил и новиот турски премиер. Ердоган на претседателската функција ќе биде инаугуриран на 28 овој месец. Браќа, ова го велам од срце. Ајде денеска да почнеме нов период на социјално помирување и да ги оставиме старите расправи во старата Турција. Ајде да ги оставиме тензиите, пресметките и виртуелните проблеми во старата Турција, порача Ердоган во победничкиот говор од балконот на седиштето на неговата партија во Анкара. Денеска е роден ден за Турција. Таа повторно се роди од пепелот, рече Ердоган. Неговите следбеници долго во ноќта прославуваа на улиците на Анкара откако беа соопштени првичните резултати од неделните избори. На сила стапи ново тридневно примирие во Газа. Во појасот Газа стапи во сила ново 72-часовно прекинување на огнот меѓу Израел и палестинските групи, соопштија светските агенции. Предходно вчера завојуваните страни го прифатија предлогот на Египет за прекин на огнот за 3 денонокија за да продолжат преговорите за трајно примирие. Ова е втор 72-часовен прекин на огнот за помалку од една недела. Ирачките џихадисти убија над 500 јазиди. Преку 500 затвореници од христијанското малцинство јазиди се убиени од џихадисти од ИДИЛ во последните неколку дена. 40 од нив се деца. На територијата под контрола на исламистите се множат масовните гробници. Предходно брутално избркани од нивните домови во офанзивата во Северен Ирак, голем дел од ирачките христијани се најдоа заглавени на планината Синџар во обид да преминат на курдска територија. Тие што не успеа се најдоа на овие морбидни фотографии. Почитувани сега и за временската состојба. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп?
Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, тука е крајот на денешниот актуел. Останете со програмата на Тера.